И понатаму нема решение за откупната цена на струмичката ајварка. По протестот на кој производителите го искажаа револтот од непочитувањето на последните договорени цени, вчера на 3-часовна средба организирана од министерот за земјоделие Борче Серафимовски, за прв пат на заедничка маса седнале представници на земјоделците, откупувачите и фабриките, како 3 неразделни алки од овој синџир. Но решение на повидок нема. Нешто кое експлицитно се призна и во кое сите страни бевме согласни е тоа дека претходно договорените цени не се почитуваат и секоја од страните ги објасни своите причини за истото. На состанокот беа предложени повеќе различни предлог решенија од повеќе страни, но за жал ниту едно не најдено официјално согласување од трите страни. Струмичките земјоделци потсетуваат дека претходно ги разбрале потешкотиите со кои што се соочува преработувачката индустрија и затоа уште тогаш направиле значителна отстапка од нивните правични барања, со цел да се договорат на цени кои што ќе бидат фер и од заедничка полза за сите три страни. Тие тврдат дека нивниот став останува непроменет и бараат единствено почитување на договорот од 11 август годинава. Од друга страна пак, премиерот Христијан Мицкоски денес порача дека владата ги поддржува земјоделците и според него нивните барања се легитимни. Ние како влада ги поддржуваме земјоделците и тука нема никаква дилема и нивните барања. Затоа што тоа се луѓето кои што не хранат и во оваа година која што е исклучително предизвикувачка, кога во неформални кругови се користи терминот оваа година треба да се преживе, ценам дека барањата на земјоделците се легитимни. Ние како влада преку механизмите кои што ни стојат на располагање ќе сториме се што можеме за да помогнеме. Инаку струмичките земјоделци изминатиот период протестираа во повеќе наврати, барајќи државата да ги заштити од, како што велат, ценовните манипулации на откупувачите.